И ова планираме да го прошириме игралиштето, бидејќи реално се покажа потреба. Значи ова Од фудбал со добар поглед. ова е со мерак. Одлично. Природни Колку ви е долга патеката? 770 метри е долга патеката, осветлена е по целата должина и е идеално место за пешачење пред се намената. Пешачи и точно што сакаат да возат на високо. Така. Одлично. Манастирот кога ќе е готов? За една година ќе биде? Некој рок, меѓутоа манастир се со рокови не работи, се така да не зависи. Меѓутоа горе е добро претседател, она од пошумувањето има најголем процент фатени дрвцата и е многу убаво местото, локацијата е идеална. Одлично направено. Ја не го знам ова место вака. Во вакви зани. Ајватовци, јас го знам, садевме дрвце таму на ден на дрвото. Да. Ова нешто друго, култивизирано, урбанизирано. Така е. Пешачка патека, спортско игралиште. Манастир се гради, скали сте направиле догоре. Одличен поглед. Неки скопни И таму има уште една црква, една така Ајватовци и перспективно е претседател. Значи сега дел од она што ќе имаме проширување за домување ќе биде на влезот на Ајватовци. Колку планирате локацијата? На влезот на Ајватовци околу 150 парцели, а долу према Кадино се околу 850 парцели. Значи 1000 ќе имате вие, немалку. 1000, да. Во овој проект сега што е Купи куќа за млади. Купи куќа за млади, да. Супер. Супер. Одлично. Одлично. Колку ве кошташе? 7 милиони денари. Игралиштето и патеката. Со игралиштето, патеката е од преку Агенцијата за рурален развој, 6 милиони 400 и остатокот е за игралиштето и она пропратни елементи. Но треба ограда да ставите тука? Да, не ни е единствен недостаток. Така, не ни е довршен проектот во фаза на реализација ни и не фати зимскиот период. Сега овој нареден период ќе го дооформиме онака како што си доликува. Затоа што се очекува овде да има голема фреквенција на луѓе. И ќе треба и дополнителни услужни дејности во делот на угостителството. Скалите се порано правени? Скалите се правени летото. Значи не се многу. Тука многу е активна местната заедница и граѓаните од Ајватовци и многу со донации проекти се работат. Една од донацијата е со и патеката, ова што е скаличките. Его председател на А вие сте на местата тука? Да, на местна заедница. Така, ми кажува градоначалникот дека со донации сте ги изградиле. Да, со донација од верниците тоа е изградено, значи собираме средства, 170 метри се долги и има 365 скалува. Значи тоа не е монтирано, него е чисто случајност, така искочија, што има ден од годината. Колку што има денови, Да. Точно. Одлично. Да, голема благодарност за општината и до владата за патеката што направија, голема посетеност од тогаш навака. Значи, преубаво. Доаѓаат луѓе за рекреација. Да, ностоп. Но секојдневно значи има луѓе. Одлично. Да, супер. Одлично. Уште може па игралиштето ќе почне се користи. Па да, веќе почнеме да користиме, беше зимски период, не фати, се од пролет веќе ќе се организираме маца повеќе. Стави јога да градоначалникот. Да. Да може да. Така, организираме турнири има од обично општина Илинден. И до сега немаме прилика, сега веќе ќе имаме понатака и прилика и турнири да спроведуваме. Одлично. Супер. Да. Супер. Одиме понатака.